Третиот владин сет мерки, освен што дел од експертите го нарекуваат легален подкуп пред избори, се коси и со законот за спречување корупција и судирот на интереси, предупредуваат правниците. Познавачите на правото велат дека владините правници изгледа заборавиле да ја стопираат важноста на членовите 33 и 34, кои предвидуваат забрана за вонредни исплати во периодот од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори за пратеници до денот на завршување на изборите. Во членовите меѓу другото стои дека не може да се користат средства од буџетот за исплати на плати, пензии, социјална помош и други исплати и материјални доместоци кои не се редовни исплати. А во третиот сет мерки се предвидени вакви исплати, заради што експертите предупредуваат дека антикорупцијска треба да отвори предмет. Предметот кој што треба да го оформи Државната комисија за спречување на корупција треба да биде насочен против одговорните лица во владата, со цел да се спречи владата во намерата да го тера очигледниот предизборен подкуп на терен. Оваа исплата на трет пакет мерки за во време на вонредна, но и предизборна состојба е спротивна на Законот за спречување на корупција, бидејќи член 34 од законот важи, односно не е престаната важноста на овој член со уредбата за прашање од изборниот процес, како што е случајот со член 8а од изборниот законник. И токму поради ова сите оние најавени платежни картички за граѓаните и другите мерки кои што се предвидени од страна на владата се во целосна спротивност со член 33 и 34 од Законот за спречување корупција и судир на интереси. Професорката вели дека ваквиот модел на подкуп СРСМ го прават во недостаток на идеи што да им понудат на гласачите. Социјалдемократите немаат друг начин како да се промовираат пред јавноста, па мора да ги злоупотребуваат своите службени позиции, своите службени овластувања, како и да го злоупотребуваат буџетот за незаконски исплати на буџетски средства. Веќе и официјално владата потврди дека предизборно ќе дели 355 милиони евра како помош за граѓаните. Од опозицијата пак велат ова не било помош за граѓаните и компаниите погодени од економската криза, туку мерки за еднократен подкуп.